Благодарам, председателке. Почитувана заменик министерке, не се реализира, како што велите вие, се реализира стариот пат Битола Тополчани, а не новиот моментален пат кој што се користи меѓу Битола Тополчани и Прилеп. Се клава 2 сантими слој на стариот патен правец од Битола спрема Могила. Имат клаено на 10 километри и на големо се фали министерот Сугаревски дека го реализира, тоест го рехабилитира патот Прилеп Тополчани Битола. Правиме муавет, знај колешката Ети Смилевска, нормално и колешката Кузмановска што ме подпиша на новој амандман. Значи правиме муавет за патот кој што се користи меѓу Битола и Прилеп. Патот е во катастрофална ситуација. По него како да возите по калдрама, а не по асфалт. Морам да напоменам дека во индустријската зона Жавени, во Кромберг фабриката, работат околу 60.000 луѓе, голем дел од нив се прилепчани. Исто така во фабриката Гентерм, во индустријската зона во Прилеп, работат негде околу 1500 заедно со ВИК, околу 2500 луѓе. Исто така голем дел битолчани работат таму. Така да овој патен правец меѓу Битола и Прилеп е доста фреквентен. И бара час поскоро реакција да се санира. Ке речите предвидено е, ке биди и така натаму. Луѓе веќе помина времето на то ке. Па проектни документации, па испитување потреби, па мерење, па трасите исправање. Дајте, сработете нешто. Сработете нешто. Патот е за нигде. Ај што е за нигде? Патот, што викаме ние, лажи. Многу сообраќајни несреќи се случуваат на него, бидејќи од една страна изгледа дека е прегледен, од друга страна заради состојбата на самиот коловоз, заради необележаноста, заради временските услови, на тој патен правец има премногу сообраќајни несреќи. Човечки животи изгубени заради ненавремена реакција на страна на државата. Така да апелирам од вас како пратеници да се заложите да се обезбедат средства за реконструкција на овој патен правец. Благодарам.